Во програмата уште наредната година најавивме проект за смарт земјоделие, заедно со Вардарски плански регион и со општините Демиркапија, Кавааци, Неготино и Росоман. Овој проект го сработивме и со одобрение од Бирото за регионален развој, Вардарски плански регион и со делумно кофинансирање од општините. Денеска ќе ја поставиме првата мерна станица. Нова локација тука после Югокомерц, вкупно локации ќе бидат поставени 18. Сите 18 станици ќе имаат за цел да го пратат влажноста на воздухот, сончеви денови во годината, количество на врнежи, исто степенот на температурни осцилации, како и ред други податоци кои што се акумулираат во електронски софтвер, што посебно ќе се допринеси за намалување на трошковите и на времено делување на земјоделците со заштитни средства, пестициди и соодветни пестициди во однос на очекување на идни болести или заштита на самите лозови насади и самото грозие. Со ова општините, поготово општина Кавааци и другите општини, заедно со Вардарски плански регион, возможуваат да земјоделците направат заштита на самите лозови насади, да соодветно го третираат нивното земјоделие и со тоа нормално произведат подобри количини на грозие, поквалитетни, а и во делот на екологијата подобро грозие од заштитување на пестициди и други материи што се додаваат во делот на заштитата. Вкупната инвестиција морам да ја споменеме 10 милиона денари на 18 станици. Средствата од 9 милиона се обезбедени од Бирото за регионален развој, а другите средства од милион денара се обезбедени од овие 4 општини што ги споменав и парцијално учествуваат општините според бројот на жители во делот на проектот. Значи, Тиквишијата како вински регион и земјоделски крај развиен во делот на земјоделството и овощарството. Очекувам со ова да биде на мапата на повисоките земјоделски региони, да се мапира во делот на смарт земјоделие и во делот на производство на квалитетно грозие и квалитетно вино. А на кој начин ќе може градоначалниче земјоделците да ги добијат податоците кои што ќе доаѓаат од овие мерни станици? Земјоделците од целиот регион, а некаде со ова го фачиме повеќе од 80% земјоделство земјиште. Општините вклучени во целиот проект ќе направиме кол-центар. Кол-центар веќе општина Кавааци го има како систем дел од систематизацијата во соработка со винарските визби, со Министерство за земјоделие и Факултетот за земјоделие и шумарство и нашето средно училиште шумарско ќе направиме соодветен кадар каде што ќе ги пласираат тие податоци до самите земјоделци. И планот е во втора фаза заедно со Сдруженијата на земјоделци, на лозори производители, да бидат регистрирани во тој систем и да ги добиваат онлайн податоците за нивната територија. А нормално, доколку некој не е регистриран, ќе има веб страница каде што ќе може да се обрати да добие соодветни податоци и уште една можност ќе има за лична комуникација со тоа стручно лице во одреден временски период, работно време, за подетални информации. Значи, со ова ќе им се возможи на земјоделците навремено и квалитетно да извршат заштитата на лозовите насади. Тоа значи дека нема да имаме безполезни прскања и стварање на непотребни трошоци на земјоделците. Ќе знаат точно кога и како е настаната инфекцијата, со кои активни материи ќе можат да аплицираат за да може навремено да го спречат, а со тоа да го подобрат нивното производство, да ги намалат нивните трошоци и да добијат квалитетно грозје со кое би добиле и квалитетно вино. Сметам дека со овие мерни станици во целост ќе можеме да им помогнем на земјоделците да произведат најдобри количини на грозје и со најмалку број на апликации на заштита.